Представници од Кошаркарската федерација на Македонија денес во основното општинско училиште Димитар Влахов во Штип ја промовираа женската кошарка кај девојчиња на возраст од 6 до 10 години. Една од целите на овој настан е покрај тоа што девојчињата би ги направиле првите чекори кон кошарката како спорт, да се поттикне и психофизичкиот развој кај намалите девојчиња со заложба за обезбедување на квалитетно физичко воспитување преку кошарката. Интерес кај девојчињата во Штип за кошарка има, а градот Потисарот го има женскиот кошаркарски клуб Тим Арена кој работи со младенски категории. Кошаркарската федерација на Македонија на годишни ниво реализира 10 вакви настани за промоција на женската кошарка, а еден од нив денес се реализираше во Штип. Целта на овој настан е да се промовира женската кошарка, да се зголеми и да има се повеќе места и градови. Дефинитивно треба уште многу да се работи, меѓутоа овој проект го имаме од 2022 година, се развиваме, сакаме на повеќе места да одиме во повеќе градови, во повеќе училишта. Ние со овој проект правиме на годишно ниво 10 настани, што значи дека го одбравме Штип да биде еден од нив и се надеваме дека ќе вроди со плод. Овие настани ги поддржува ФИБА, односно Меѓународната кошаркарска федерација, а главната цел е што повеќе девојчиња да бидат вклучени во кошарката како спорт. Ова е всушност проект кој е спонзориран од ФИБА. ФИБА има интерес да има повеќе девојчиња во кошарката, да има повеќе деца што сакаат да тренираат кошарка и целта е после овој тренинг они да засакаат и можеби да отидат во клубот кој е тука во градот за да продолжат да тренираат. Овие настани Кошаркарската федерација на Македонија ги реализира од 2022 година. Истите даваат ефект, односно е зголемен интерес од кај девојчињата за кошарката. Има многу, например, имаме примери каде што во Тетово имавме во едно училиште после тој тренинг со кошаркарката, мислам со репрезентативката, многу девојчиња се пријавија после тоа и беше прилично успешно. Денес во Штип кошарката како спорт се промовираше во основното општинско училиште Димитар Влахов и ова е последниот ваков настан за оваа сезона и за оваа училишна година. Федерацијата ќе продолжи со промоција од следната сезона, односно од следната училишна година. Дефинитивно, меѓутоа тоа оставаме за следната сезона, бидејќи со овој настан завршуваме за оваа сезона, бидејќи они завршуваат нели со училиштето. Во јуни тоа ќе биде, од септември пак продолжуваме. Во градот Потисарот интересот за кошарката е на задоволително ниво. Девојчињата сакаат кошарката и имаат интерес да го спортуваат овој спорт. Во Штип постои еден женски кошаркарски клуб. Заинтересираноста е на доста задоволително ниво. Добар проект во соработка со Кошаркарската федерација за промоција на кошарката со денешниот брз начин на живење, единствено нешто спортот и физичката активност се тие кои што се клучен фактор во изградба на една здрава психофизичка личност. Ние како наставници и спортски работници целта наша е да вклучиме што поголем број на деца во спортските клубови со цел за изградба, како што реков, на една здрава психофизичка личност. Ашкилово очекува дека после овој настан интересот ќе биде на уште повисоко ниво за женската кошарка во Штип. Ова е втора година, поред соработка со Федерацијата за промоција на женската кошарка. Како женски кошаркарски клуб сме досега задоволни, значи одиме во подем и со самите спортски резултати покажуваат на кое ниво дека постепено растеме и го достигнуваме она очекуваното ниво. Од септември Кошаркарската федерација на Македонија ќе ги продолжи овие настани за промоција на женската кошарка. Штип одново ќе биде еден од градовите каде ќе се одржи ваков настан.